Паркинзи на општина Центар во изминатиот период успеа да го стабилизира работењето на јавното претпријатие и да подмири приближно околу 200.000 евра наследени долгови од претходната власт. Во изминативе 2 години успеавме да заштедиме средства од општината, поточно да не побараме ниту еден денар субвенции за нашето тековно работење, како што тоа било случај во минатото. Како на пример во 2012 година општината од претходната власт го субвенционирала јавното претпријатие со приближно 350.000 евра. Гледајќи го периодот од кога дојдов на позицијата за прв директор, па се до денес можам да констатирам дека претпријатието во целост ги исполнува своите обврски према своите добавувачи, према државата и во скоро време и према општината. За прв пат од постоењето на јавното претпријатие успеавме да започнеме покрај тековните обврски да исплаќаме и комунална такса која претпријатието ја должеше према општината. Почнувајќи од крајот на 2014 и почетокот на 2015 година исплативме 2 милиона денари комунална такса, а планот ни е до крајот на 2015 година да вратиме повеќе од 200.000 евра, со што општината во наредниот период ќе има константен нов извор на средства во својата каса. Со особено задоволство можам да кажам дека јавното претпријатие продолжи во минатата година, така и планира во оваа 2015 да го помага кошаркарскиот клуб Работнички, кој го затекнавме во очена ситуација со долгови и без играчи и повторно го вративме на победничките патеки. Центарци продолжуваат да ги добиваат своите повластени паркинг карти, но оваа привилегија е и за граѓаните кои не се жители на општината, за вработените, но и за деловните субјекти кои работат и функционираат на територија на општина Центар. Воедно, минатата година, благодарение на Советот на општина Центар, кој ги поддржа нашите одлуки, воведовме поволности и за сите вработени во општината и за сите образовни институции кои што се формирани од страна на општината. Благодарение на Советот ја воведовме и новинарската карта, како што вие баравте за да можете да ја обавувате вашата работа. Со оваа одлука мислам дека сме единствени како институција и општина која ги разбрала и издегла во пресрет на новинарите. Во изминатата 2014 година јавното претпријатие Паркинзи на општина Центар порача и изработи нови проекти за паркирање кои дел се веќе готови и предадени во град Скопје и Министерството за внатрешни работи. Во изминатата 2014 година јавното претпријатие инвестираше во нови гостински карти за граѓаните, за кои воедно го зголемивме бројот на гостински часови од 30 на 90. Уведувањето на повластената карта за нега од трето лице има овозможи на сите кои се грижат за стари и изнемоштени лица со поволностите кои ги нуди јавното претпријатие да паркираат на нашите паркиралишта и да понудат нега на тие на кои им е потребно. Повластени паркинг карти има и за лицата со посебни потреби, со што ја покажуваме грижата за овие граѓани. Јавното претпријатие Паркинзи на општина Центар во изминатата година модернизираше дел од софтверот за следење на наплата, но и набави нови апарати со кои се подобри и зголеми контролата на терен. Во 2015 година планираме да воведеме и нови начини за наплата, пред се користејќи PayPass плаќање и плаќање преку интернет. Во план ни е да освежиме и обновиме постоечката сигнализација, но и да воведеме поголема контрола и безбедност на нашите паркиралишта. Во соработка со општината планираме да започнеме голема акција за отстранување на хаварисаните и напуштените возила. Исто така со инспекцијските служби и службите во општина планираме да ги отстраниме сите диво поставени рампи, ланци и блокатори, со што ќе спречиме узурпација на јавните површини.